Благодарам, подпредседателен, почитувани колеги, премиер. Мислев дека откако ќе заврши колешката Бети Стаменковска-Трајковска, гледав тука дали ќе бидете пријавен, но и таа шанса ја испуштивте да се пријавите и вака јавно, лично да се извините за вашето недолично и родово не сензибилизирано однесување во парламентот, но не само во парламентот и генерално. Ова најодговорно ви го кажувам, не го кажувам како политички опонент, дека треба да си го происпитате вашиот однос генерално кон жените пратенички во парламентот, а ако така се однесувате и во владата, тогаш џабе е караванот кој што утре ќе го правите начело со вас, како што имаме нели покани сите жени пратенички, имено имаме утре покана да присуствуваме на некаков си караван кој што, замислете, има назив Гласна и храбра, под покровителство на Министерството за образование. Има форуми, се е тоа во ред до тука, има форуми на кои што ќе се обраќаат премиерот и министерката за труд и социјална политика, пратенички, но само од власта. Значи, нема ни една пратеничка или жена од опозицијата. По тие причини би сакала да искористам и оваа говорница да кажам дека пратеничката група на ВМРО ДПМН жените нема да присуствуваат на утрешниот така наречен караван, затоа што очигледно е, иако женската борба е наша заедничка во собранието, клубот постои веќе долги години, славиме 20 години оваа година, не сте нашле за сходно да ги поканите и жените пратенички од ВМРО ДПМН да слушнете што мислиме ние. И ја користам приликата да се извинам на дипломатскиот кор кој што утре ќе биде поканет и присутен, а ние ќе бидеме одсутни од таа манифестација. Да се вратиме на темата на нашиот разговор. Премиерот се уште чита книга. Цело време овие 10 дена се прашувам која книга ја чита премиерот, бидејќи економист по професија, професор, па си реков да не ја читате книгата на Никола Груевски случајно. Не можам да видам. Или пак евентуално оние стручни и научни книги 1200 кои што во времето на ВМРО ДПМН беа објавени, но како и да е, добро е да не слушате. Затоа што и ние знаеме што да кажеме и кажуваме, ама очигледно е дека тоа до вас не допира. Темата на дневниот ред денеска се разрешување на заменици министри за одбрана Башким Хасани, Абдул Шукур Абедини за земјоделие, Лулзим Алиу за образование. Дури, не знам, верувам дека никој не ги познава. Но редно беше, синоќа кога го слушав премиерот во неговото експозе, ако може така да се каже, јас, верувајте ми, не можев да верувам дека истиот говор го прочитавте, само ги сменивте имињата, истиот говор го прочитавте и воопшто не ви беше важно што ќе кажат пратениците и дали воопшто следиме премиере и тотално истиот говор, како тој скапо платен пиар од 26.000 евра, не ви кажа, не е во ред, сепак сте во законодавниот дом кој што вас ве бира. Внимавајте, дајте да го смениме говорот, впрочем, тој им е работа. Како рекоа ЗНМ, најголема конкуренција на нас, ние владата, имаат вработено новинари, фоторепортери, најголема конкуренција имаме во владата. Сега тие таму што работат не ви направиле нов говор за да кажете зошто ги менувате овие за одбрана, земјоделие и образование и која е причината. Ништо, кажавте нема политички
дил, како нема политички дил, цела јавност е сведок дека веќе со месеци се договарате со Алијанса на албанците, а се чудите како да ги оставите и од другата политичка партија да останат во вашата влада. Премиере, џабе е се. За 10 месеци нити овие за одбрана, нити земјоделие, нити образование, ништо не можат да направат. Буквално ништо. 7 години имавте време, ништо не направивте. Ова не го зборува само ВМРО ДПМН, туку го говорат анкетите. Свесни сте за анкетите и затоа има такви црни сценарија, таков говор на омраза и така натаму. Значи, еве, прашањето за вас лично, упатено во најновата анкета е дали очекувате сегашниот премиер до крајот на својот мандат се извинувам да донесе подобрување во делот на економијата. Фантастични 70% рекле не. Фантастични 70% не. Овие старите, новите, придојдените, новодојдените ништо нема да направат за оние 500.000 граѓани кои што живеат на работна сиромаштија. Знаете што е иронично? Иронично е што вие дојдовте како влада, не вие предходно, овој од Муртино, со девизата живот за сите и сега, вчера пекарите велат нема веќе леп да произведуваме. Иронијата е во тоа дека ќе нема леп, нема да, замислете, леп нема да сакаат да произведуваат, од живот за сите до леп за никој. Редно време ова да си го смените, нели, оваа девиза и вака да почнете кампања за нови, дали ќе бидат предвремени, бидејќи длабоко верувам дека проблемите кои што ќе ви произлезат сега допрва нема да можете да ги издржите. Ниту вие, ниту пак како општество можеме да го издржиме. И заменикот министер позади вас што ќе нема да знае кога ќе почнат списоците да ви ги носат, овој, оној. Директорските места, еве некако ги испазаривте на Пазар 3, го тргнавте Тупанчевски. Јас лично верувам дека нема да издржите до редовни избори. Дури и да издржите, да ја лепите Пазар 3 коалицијата, тоа ќе биде само и само на штета на граѓаните на Република Македонија. Докажавте веќе за 7 години дека не сте способни, се што ветивте, се излажавте и единствено нешто што ви остана е Европа, папагалското повторување Европа, Европа, Европа. Еве добивте шамар од австрискиот овој амбасадор тука, дека она што го говориме цело време, дека злоупотребата на европското знаменце е континуирана работа во ова собрание и на оваа влада, и ви кажа дека нема таква регулација, дека нема таква регулатива, а не е само тој. Требаше да знаете дека многу закони кои што во ова собрание помина, не требаше да поминат со европско знаменце. И оние кои што чекаат да им ставите европско знаменце, а се разбира фабриката за носење на знамења на закони чека да бидат протуркани. Зашто да говориме за екзодусот на младите, особено во Источна Македонија, а истото и во Западна Македонија. И па сега кога има таков екзодус и кога ги гледаат сите анкетите, па се враќаат на некоја националистичка реторика. Што ќе правите со тоа? Во влада вака ги седнавте ли да ги прашате до кога со оваа реторика? Нели членка на НАТО сме? Што ќе правите со дојавите за бомбите? 6 месеца веќе има дојави за бомби. Не треба само да зборуваме дека сме членка на НАТО. Треба НАТО да ни помага во овие ситуации. Неписмени генерации од ковидот наваму. Онлайн настава не е замена за физичко присуство. Што ќе правиме со учебниците, што ги нема? Што ќе правиме со земјоделците кои што протестираат, а вие велите дека не протестирале? Што ќе правиме со новите критериуми кои што ги наметнувате на земјоделците во Источна Македонија, еве посебно во овчеполието? Ништо, баш вие гајле, они не се занимаваат со фотоволтаици, они работат на нива, фабрика на отворено. Колку им даде Господ, толку, предпоставувам така мислите. Ништо, џабе, се е џабе, греота за македонскиот народ и нашата држава. Благодарам.
Реплика Жаклина Лазаревска.